Ако минатата проповед имаше реакции во позитивна смисла од вас, од луѓе тука, браќи и сестри, кои можеби текстот ги зачуди на некој начин. Можно ли е да има такви луѓе? Ова вечер велам дека многу размислував дали овие 3 метафори, дали овие 12 стиха оваа вечер, бидејќи се долги, има многу текстот што ова ни кажа. Пред малку на Борјан му велам, во оригиналот има толку силни и толку значајни зборови, јас се обидов извадив сите оваа вечер и сакам да се задржам на секој, бидејќи сметам дека се важни за секој еден од нас. Интересното е тоа што овие имав, прво ќе кажам, и се уште имав професор на факултетот по теологија во Софија и пастор, кој многу често знаеше да каже на служба дека оваа вечер, вика, ќе проповедам 1 час и 60 минути. Вика, така на луѓето ми изгледа многу помалку, ако кажам 2 часа оваа вечер ќе проповедам. И аз ќе се обидам оваа вечер колку што е можно да бидам така стегнат, бидејќи немаше смисла да ги одвојам. Мислев и тоа да направам, да споделам со вас. Овие 3 последни метафори да ги говорев една по една, меѓутоа ќе се изгубеше смисол. И оваа 2 глава отпочна апостол Павле, говори за лажните учители, го советува својот возљубен од чело, својот соработник Тимотеј. Апостол Павле е во затвор, ќе видиме како ќе заврши ова писмо. Он е свесен дека одбројани му се неговите денови. И секоја проповед во овој контекст говорам дека апостол Павле многу повеќе се грижи за луѓето отколку за самиот себе си. И ги видовме првите 3 метафори и оваа 2 глава доаѓа, ми наликува како еден сендвич. Видовме 3 метафори, видовме за земјоделецот, за атлетичарот, за војникот, па сето тоа минатата проповед видовме во една средина, би рекол, како тоа на духовен план самиот Христос не советува, каков е личниот пример на апостол Павле на духовен план и каков е тој духовен план за секој еден од нас кои што се нарекуваме христијани. И велам сендвич и оваа вечер или оваа 2 глава со овие 12 стиха, апостол Павле повторно завршува со уште 3 метафори. И доброто е да речеме дека оваа моја вечерешна беседа ја наслови карактеристики на одобрен работник од Бог. Сите оние кои што велиме сме Божји чеда, сите оние кои не насила сме се одлучиле да го следиме Христос, ние на секој еден можен начин треба да гледаме да бидеме одобрени во вистинската смисла на зборот од Христос. И може да видиме преку карактеристиките, оваа вечер, затоа реков се многу важни, какви карактеристики има еден вистински верен човек. Какви карактеристики има еден вистински христијанин. Кога говорам дека вистински, секој пат потенцирам, веќе и видовме, дека има христијани кои што се невистински, или се лажни, или за кои што говори цело време апостол Павле. Заклучокот би рекол дека од овие 3 метафори, како што кажав претходните од војникот, атлетичарот и земјоделецот, се светски пример. И видовме како треба ние како христијани, дека оние што велат дека лесно е христијанството, секој пат велам дека таква концепција за леснотија во Словото Божјо не можеме да видиме. Можеме да видиме дека ќе бидеме, се вели, благословот доаѓа преку труд, преку болка, плодот доаѓа преку макотрпна работа, како еден земјоделец, не случајно ги говори тие метафори апостол Павле. Наредниве 3 метафори можеби во овој почеток ќе ви кажам зашто конкретно сакам оваа вечер да говорам. Која е целта? И ќе почнам од 14 стих малку подоцна.
Но да ви кажам кај се метафорите, оние кои што имаат Библии, кои што ме следат. 15-тиот стих станува збор за достојниот работник. Тоа е првата метафора. Ќе видиме какви карактеристики има тој достоен работник на Господ. Во 21-тиот стих е втората метафора и таму говори за некакви садови кои што ги има во секој еден дом. Едните се садови за почест, а едните вели се садови нечисти, за нечисти работи. И 24-тиот стих говори за слугата Господ. Тоа е централната би рекол тема. Само за кратко подсетување ние гледавме какви карактеристики треба да имаат свештенослужителите во една црква. Она што Словото ни го дава од први век се до ден денеска и до доаѓањето второ на Исуса Христа. Видовме дека Бог е главата на невестата. Бог е тој кој што е глава на секоја на црква. Пасторите секој пат се поставени, кажавме Словото, ако се сеќавате, говоревме, се поставени директно од Бога. Сите останати свештенослужители имаат една единствена цел: да го водат стадото, но да бидат пример за стадото кое што го водат. Павле со други зборови, и ова го говорев во изминатите проповеди, на Тимотеј му вели дека е многу важно да бидеш пример со твоето зборување. Но не само кажав со зборувањето, него треба да бидеме пример и со однесување. Она што го говориме треба да се одетствува со нашето живење. 14-тиот стих вели дека постојано треба да напомнува и да говори Господ да не се препираат, оти вика препирките се безполезни. Или препирките во едно заедништво, или кавгите во едно заедништво, ќе ги дообјасни после подробно, вели дека се безкористни. Нема никаква полза од било какви препирки. И 21-тиот стих па вели и така, ако некој се очисти, тој ќе биде сад за почест, како што ви реков веќе, и ќе биде полезен, или ќе биде користен. Идејата ми е да разберете дека говори, и тоа ќе го објасни подоцна во текстот, дека на едно исто место, во еден ист дом, во една иста црква, имате садови кои што се за почест и имате садови, буквално кажано, кои што се за ѓубе. После ќе го разгледувам. Зошто го говорам ово? Бидејќи нема човек кој навистински се на новороден, кој што не сака да му служи на Христос и кој што не сака да биде на Христос од полза. Таков човек не познава. Сите оние, затоа велиме под наводници, луѓе кои што се нарекуваат христијани, не сакат да служат и да бидат од полза на Христос, ќе видиме што говори текстот во овој фрагмент. Затоа се враќам на овие три метафори за достојниот работник, садот за почест и слугата Господи. Ајде да тргнеме на време су. 14-тиот стих вели вака: ова напомнувај го и сведочи го пред Господа, за да не се препираат, оти препирките со ништо не помагаат, а дури им штетат на останатите кои што слушаат. Како завршивме минатиот пат? Апостол Павле продолжува со овој 14 стих и вели ова напомнувај. Ако ви текнува дека минатиот пат говоревме дека не само Тимотеј, сите ние ја напомнав дека основната идеја на нас проповедниците, не смееме, јас сум многу секој пат милувам да потенцирам дека како црква, како заедништво, начело со пастор Мите, проповедаме, велиме стих по стих. Што носи добро, лошо, нема да прерикуваме. Нема да говориме онака како што велиме луѓето ги чешаат ушите. Во тој контекст минатиот пат завршив дека основната наша идеја е да се држиме до вистината и да се држиме до Словото. Многумина велат дека некои работи важеле тогаш за први век, денеска нештата се изменени. Од ваков еден контекст апостол Павле му говори дека само оние луѓе
кои што не се држат до вистината. Само оние луѓе кои што не се блиску до Словото. Минатиот пат кажав дека ние треба постојано да го изучуваме. Постојано треба да се изоструваме и да се надоградуваме од тоа што ни го оставил Господ на нас како Светото Писмо. Бидејќи оваа вечер реков ќе говорам за карактеристиките што говори Словото. Како може да видите луѓе кои што се оддалечуваат од Словото? Како може да препознаете преку какви карактеристики луѓе кои што не се во чекор со Словото? Вели вистината води, ако не се држиме до вистината, таа води до препреки. Луѓето кои што не се држат до вистината, Словото вели, доваѓаат до расправи. Во оригиналот зборот е доваѓаат до лажни дебати, до празни диалози, до лажни доктрини. И вика сето тоа што го прават не е полезно за околината, бидејќи околината се уништува и се разрушува. Во оригиналот зборот вели доведува до катастрофа. Катастрофа говори за уништување и за разрушување. Ако отворите и 2 Петрово, 2 глава, 6 стих вели вака: и градовите Содом и Гомор ги осуди на разорнување и ги претвори во пепел, па ги остави како пример на идните безбожници. Истиот збор е употребен и овде во 2 Петрово, каде што вели градовите Содом и Гомор ги осуди на катастрофа. Ние употребуваме, имаше катастрофален земјотрес. Контекстот е уништување и разрушување. Многу често, ако бидеме само критични, од моје искуство, секој пат што сме разговарале кога се случуваат било какви недоразбирања или проблеми во една црква, може многу пати да кажеме ако еднаш определена личност направила било каков проблем. Проблемот се повторува вообичаено кај едни исти личности. Ако сакаме да се изградуваме како заедништво, ако сакаме да избегнуваме од проблеми, треба да се држиме до Словото. 15 стих вели: покрижи се пред Бога да се покажеш како достоен и одобрен работник, кој правилно го проповеда Словото на вистината и нема од што да се срами. Во овој стих многумина и сум слушал дека има контекст како кога доваѓаме пред Бога да застанеме, да дојдеме како ученици, да дојдеме, нели, покорни и да дојдеме како пред нашиот учител. Идејата и контекстот и во оригиналот каде што зборови да се представиме достојни и одобрени. Станува збор за мастер, станува збор за мајстор. Мајстор занаетчија. Оние занаетчи, сите занаетчи порано и сега примаат чираци и некои велат дека, нели, за да бидеш мајстор во било кој занае, треба да си одличен во својот занае. Контекстот овдека е токму таков и Словото ни говори за тоа. Погрижи се кога ќе застанеш пред Бога да се покажеш достоен и одобрен како најдобриот мајстор. Нема од што да се срамиш ако тоа што си го работа, ако тоа што си го живее и си го спроведувал, можеш да застанеш со полна велиме слобода. И продолжува, вика, верно кој што го проповедал Словото. Верно во оригиналот е зборчето ортотомео. Ортотомео па е корен на ортопедски или на ортодоксни. Со други зборови, кога кажуваш нешто, кога сечеш, да сечеш точно, да сечеш прецизно и да не се срамиш од таа работа, да бидеш вистински мајстор во својот занај. И кога ќе застанеш пред Господ, да застанеш така да кажеш: Господи, јас сум мајсторот на Твоето дело. Јас сум тој кој што сум го проповедал Словото без во ниту еден момент да застанам и да имам некаква
срамежливост или да имам некакво чувствена вина, него како еден вистински мајстор, точно, прецизно направено она што си го барал од мене. И повторно во 16 стих вели: а од непристојни и празни зборови клони се, зашто тие ги водат луѓето секогаш кон безбожност. 3 пати апостол Павле во овие 12 стиха говори да се клониме и да бегаме од непристојни, вели, и празни зборови. Клони се, зашто секој пат непристојните зборови, секој пат, како на почетокот, расправиите, недоразбирањата, кавгите, не водат никој пат кон добро. 17 стих вели: и словото нивно ќе се пренесува како жива рана. Такви се Именеј и Филип. И 18 и 19 стих продолжува вели: кој отстапива од вистината, говорејќи дека воскресението веќе станало, и со тоа им попречуваат во верата на некој. Но Божјата цврста основа стои непоколебливо. Имајќи го овој печат, ги позна Господ своите, и да отстапи од неправдата секој што го произнесува името Господово. Многу накусон Имене и Филип, голема е предпоставката од тоа што се кажува дека и двајцата воделе црква. И станува збор, повторно сосема накусон, почнале да говорат дека воскресението веќе станало. Во моментот луѓето кога ќе се новородат, станува и воскресението. Има духовно воскресение. Нема воскресение на телото. Нема воскресение после смртта. Таквите разговори, повторно, ако го се држиме до контекстот и што говорам, луѓето кои што не сакат да растат на успознавањето на вистината, луѓето кои што не сакаат да изучуваат Библијата, нема од каде да се променува нивното срце. Нема од каде и како да се променува било кој од нас. Единствен начин е само преку изучување и знаење и спознавање на Библијата. На таков еден начин ние се молиме да Бог ги променува нашите срца. На таков еден начин може да раснеме и како што вели апостол Павле, да ги препознаваме, говориме за белези и ќе видиме текстот каде ќе кулминира. 20 стих вели вака: во еден голем дом или има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и земјени. И едните се за почесна употреба, веќе кажав на почетокот, а другите се за нечиста употреба. И така, ако некој се очисти од тоа, тој ќе биде сад за почест, осветен, приспособен за употреба на Господарот и приготвен за секој пат кога ќе го повикаа за добро дело. Ова е можеби клучната метафора. Во еден ист дом, јас размислував, нема семејство кое што во својот дом нема садови за кога ќе дојдат некакви гости. Има садови за секојдневна употреба, ама има и садови, како што вика овдека, кои што не се за пред гости. Него може да оставаме, како што и овде вели, за нечисти работи. Буквално е за фрлање ѓубре, за отпадоци. Ја многу често се дома да бидам чесен, кога ќе дојдат луѓе кои што пушат и велат: немаш пепелја, немам, тањирчиња им давам, па некој пуши во ходник, некој пуши на тераса и бирам некој најлоши тањирчиња кои што се за ѓубре. В никој случај не давам нешто што го употребуваме со текили. Не станува збор по оние кои што се за почесна употреба. Интересното е што овдека говори оние што се за почесна употреба се во еден и исти дом. И ја на почетокот реков: и во црквата седиме, за тоа што ме прашуваа и ми замеруваа дека како може да говорам дека има вистински и невистински христијани, или лажни христијани и вистински.
Самото слово ни го кажува. Вие не можете да препознаете лажен или вистински християнин, си сака време, сака процес. Минатиот пат реков, сите ние сме поверувале, меѓутоа, растењето во самиот миг на нашето поверување, понатаму почнуваме да се развиваме, понатаму влегуваме во еден процес на растење. И велиме колку што е можно, повеќе да растеме. Говорев и тоа дека сите ние не сме на едно исто духовно ниво. Ние сите не сме ни еднакви во ни еден случај. И важното е, поминатата проповед говорев, да бидеме во тој процес. Некој ќе се менува и ќе расте побрзо, некој ќе се менува и ќе расте поскоро. Многу е важно да бидеме во процесот на расте. Бидејќи има луѓе кои што мислат дека само со поверувањето, само со доаѓањето во црква ја завршиле својата работа. Ја реков дека тоа е исто така многу една голема измама. Од причина, бидејќи многу пати порано и тоа го кажа, сме се смееле, нели, велиме номинални христијани во православната конфесија. Да, но полека, ако бидам чесен, почнавме и ние полека да наликуваме. Многу луѓе доаѓаат колку да дојдат недела. Не знам, може би им се случи нешто ако не бидат тука во недела. Не е идејата, ние не доаѓаме со таков мотив во црква. Од таа причина, во еден ист дом, во една иста црква има сребрени и златни посуди за почесна употреба, и во еден ист дом и во една иста црква имате посуди кои што се за нечиста работа. Основната работа не можете никако, ако земете да пробате да измешате дрвени садови или дрвена материја и глинена материја, нема да успее. Дури и да земете дрвена материја вака да ја стуткате кој работел со глина, кога ќе се пече или ќе изгори дрвото, или ќе се рашири и ќе испадне од глина. Меѓутоа, состојбата кај почесните садови, кај среброто и кај златото е многу поразлична. И не случајно ги одбрале и овие материјали за да бидат за една почесна употреба. Ако малку разбирате, нели, за златото е единствената можност со која што може да се меша и да кажеме од 24 да се направи 22, 18 карати, 14 карати, се меша само со сребро. И на таков еден начин тие садови се за една почесна употреба. Со чест и слава да може да се користи. Во 22 стих ни кажува како да избегнуваме. Повторно вели, избегнувајќи исто така и желбите на младост. Туку стреми се кон правда, вера, љубов, мир и оние што го призовуваат Господа од чисто срце. И овде имаме многу интересен збор во оригиналот, каде што вели да избегнуваме желбите на младост. Желбите на младоста се многу. Желбите на младоста, како и за чистите и нечистите садови, кои што се во еден исти дом, кои што се во една иста црква, многумина велат како можно ли е, нели, да се случуваат такви нешта. Јас размислував и сакав да донесам овдека еден кус клип од 3-4 минути, едно интервју koje се одвива во Америка, во црква прават интервју, и тие кои што говорат во интервјуто, кажуваат кога поверувале, колку време се во црква, каква служба имаат и што велат. Дека веќе предбрачниот секс не е некако табу тема. Говориме за луѓе кои што се декларираат дека се верни. Абортусот исто така станува дискутабилен. И ќе отидам во друга насока, каде што они имаат своји аргументи за ова. Неверството, разводот,
хомосексуалноста, хомосексуалните бракови, гордоста, говорат дека дека овој текст, тоа што ние денеска го проповедам ја и ова вечер, тоа било некој пат и некојаш во први век. Денеска нештата се променуваат. За да ме разберете, повторно сакам да кажам, сакам да бидам разбран како е можно, велиме, од црквата да произлегуваат тие работи. Зашто многу пати велиме, а не тоа е во светот. Не. Тенденцијата се повеќе е меѓу нас си седиме еден поред друг, да не ме разберете. Во нашата црква нема такви, зборам за други цркви. Се шеу. Не знаеме, затоа треба да се обучуваме, затоа треба да го спознаваме оној, нашиот Создател, затоа треба да имаме белези, говорам оваа вечер, за да може да се препознаваме едни меѓу други. И во ваквата младост, се враќам на 22 стих, така и они велат и на интервјуто, дека младоста дозволува се. Вистина е така, но истото тоа интервју може да видите дека има луѓе, и тоа во една прилика го кажав дека голем е процентот на христијани кои што се зависници од порнографија. Голем процент. И психолозите и луѓето кои што се занимаваат со таа работа, и луѓето кои што споделуваат, има многу зависници. Ова го говорам од контекст да прифатам дека можеби тоа е, како што вели текстот, желбите, похотите на младост. Но има похоти и има желби кои што остануваат до старост и луѓето не можат да се оттргнат од нив. Токму за тоа говори 22 стих. И во оригиналот зборот да бегаш вели да бидеш постојан бегалец. Како што човек кој што е бегалец и бега постојано, ние треба да бидеме такви и да бегаме од сето она кое што може да не соблазни. Да бегаме од сето она кое што може, како што вели, да доведе. Тука многу се зависностите. Немој да мислите, јас земав пример. Има луѓе кои што се зависници, вели текстот, од пари, среброљупци. Има луѓе кои што се зависници од љубомора, исте контекстот. Има луѓе кои што се зависници, вели, христијани, а зависници од храна. И за тоа е исто текстот. Алкохол. Од сето тоа да бидете како бегалци. За да бидеш бегалец, идејата е да бидеме во постојан штрек и постојано да бегаме од таквите работи. Бидејќи верниот човек вели да бидете верен. Многу и тука, многу пати, како да не ја разбираме што всушност точно представува верата. Што значи да бидеш верен на Бог? Јас секој пат велам дека два контекста се, две основи се нештата. Првото нешто е, треба да бидеме послушни на Бог. Треба да бидеме послушни на Словото и на заповедите кои што ни ги дава Бог. Многу велат, јас сум верник, верувам во Господ, сум се посветил на Бог, ама Словото, ама тоа што, остави Словото, остави се за определени нешта, они си имаат свој ставови. Тоа не е вера, да расчистиме. И вториот сегмент е да бидеш лојален. Од овој контекст кога ќе речеш дали си верен и тоа што го бараат меѓу брачните партнери. Принципот е еден ист. Ако бидеш верен на својот брачен партнер, ќе бидеш лојален на него и како што реков, ќе ги пазиш заповедите кои што ги дава Словото. Како се пази таа чистота, како се пази тој еден брак. И овдека велиме, не ако го прошириме, велиме црквата е како едно семејство и многу пати сум говорил. Се лутиме ли дома на нашите деца? Да, се лутиме, но утре им простуваме. Тоа е вистинскиот контекст. И вели таа лојалност да биде, текстот вели, да има љубов и да има мир едни поред други. 23 стих. Повторно, по трет пат, бегај од глупави и празни расправи, избегнувај, знаејќи дека тие породуваат
кавни. И тоа е вистина. Ако тргнем од моето лично искуство, од она што сум го поминал и во црква, и надвор од црква, само сега повеќе разберам дека кавгите не водат кон ништо. Таа е вистина. Само една кавга, ако се заинатиме, само може да се продлабочува и како што вели, нема лошо меѓу учесниците во кавгата. Има лошо за околината, има лошо за заедницата и се враќам повторно на семејството. Секаде искрснуваат кавга, секаде искрснуваат недоразбирање. Ама јас, како родител, како глава, секој пат сум гледал, ајде, ден, два, ама така не оде, така не можеш да живееш со луѓето кои што ги сакаш. Како може да идеш дома и сега со некого да бидеш во кавга? Или да доаѓаме сега, да доаѓам овдека, да имам со некого нешто против? Не може. Не е во војата. Вели 16 стих, како што рекол, бидејќи таквите разговори не водат исто до ништо. Не водат. 23 повторно кажав, треба да бидеме умни, треба да бидеме разумни. Христијаните во принцип, пак ќе кажам, оние кои што се посветеле се разумни луѓе. Христијаните навистина се умни луѓе. Не пак ќе речам дека не може да дојде до некаков конфликт. Да, меѓутоа они ги надминуваат. Не може да останеме да бидеме садови за смет. 24 стих велија, а слугата Господов не треба да влегува повторно во расправи, туку да биде кроток кон сите и да поучува и поднесува неправда. Интересното е што и 25 стих, како го прочитате, повторно вели, и со кротост поучувај ги оние што се противат, та не би ли им дал Бог покаяние за да ја спознаат вистина. Кротост, кротко, тоа таков треба да биде слугата Господа. Ова верувам дека веќе го разгледавме и овде во оригиналот. Слугата Господов значи робот. Ние сме робови на Господа. И во ваков еден контекст може да видиме на многу места, почнувајќи од Павле, ја верувам и тоа сме го говореле многу пати, Јаков, Петар, Јуда, така почнуваа. Роб, јас, роб Петар на Исуса Христа. Така отпочнуваат, дали се нивните посланија, писма, праќање, самите себе се нарекуваат робови на Исуса Христа. Овдека е многу интересно и ми е важно, многу луѓе, кога ќе кажеш дека некој е кроток, имаат погрешна представа за еден, би рекол, христијански, за еден библиски, за еден таков контекст. Вообичаено за кротки луѓе, не е тука пастор Мите, ќе го искористев него, Киро го гледам, кога ќе кажат кротки луѓе, мене ми текнува на вистина, на Мите, на Киро, на Љупчо. Зошто? Зошто се кротки. Тивко збора, мирно збора, кротко збора. И луѓето велат, кога човек ќе поверува, како во овој контекст сега, треба да станува вели кроток и да има кроток дух. Тоа е исто многумина, па особено пастори. Ајде вака јавно, една критика. Почнуваат да говорат многу тивко, почнуваат да говорат многу смирено, бидејќи таков треба да биде христијанин. Сакам да кажам дека Мите, Киро ги спомнав, да не ми се налудат, во позитивна смисла говорат. Љупчо, темпераментот нивни е таков. Темпераментот нивни е кроток, го заборив Викторија Сјагови. Вики така се збори, мирни се, кротки се луѓе. Тоа е исто како јас да почнам се од утре да ви шепкам
и да почнам да ви зборам полека, па мене темпераментот не ми е таков. Нас порано вика дома, бе, се карате ли? Не, викам, не се караме, си разговараме, вика, секоја чест. Таков е темперамент. Ја не можам да зборам така, исто така е многу смешно кога сум слушнал да речеме Кире кога ќе се налути. Ако викне или мите, многу смешно изгледа, тоа не е карање. Тоа не може и кога сакаш да се караш, да се скараш со таков човек. Идејата за оваа кроткост која што овде говори во 24 стих, дури вели, нели, а слугата Господов или робот Господов не треба да влегува расправи, туку да биде кроток кон сите, поучлив и да трпи несогласување. Ќе го објаснам. Господовиот роб, рековме дека имаме улога да се бориме за вистина. Прво да го кажем тоа. Подложни сме на страдање и повторно реков, кој не го искусил христијанството, христијанството не е мед и млеко. Што го зборев. Она, па го говоревме исто, ние се бориме, вели текстот, со демонски сили, кажува апостол Павле. Духовното оружје, ние велиме дека имаме духовна борба. За духовната борба, како треба да се вооружиме, говореше Мите во Ефесијаните во изминатиот период. Видовме и овде сакам да кажам, кога ќе речат борба, тоа не е борба со тупаници, со боксови, дека ние сега се боксираме, дека се тепаме овде. Него, треба да имаме таков мек авторитет, треба да бидеме многу лесни, приемчливи за разговор, меко да разговараме, меко да објаснуваме, да бидеме што еден збор што се вели чувствителни кој кон оној другиот. Ова е како еден вовет за да дојдам до таа кротост за која што говори овдека апостол Павле и го советува Тимотеј. Да кажам нешто друго, кога ќе се сетам на апостол Павле и кога читам за кротост, мене прво што ми паѓа асоциација, ми доаѓа на ум жестокост и ми доаѓа на ум дека апостол Павле беше најголем гонител. Која ќе ми текне па сега на Петар, па ми текне одма вади нос, сечи уши, такви ми се асоциациите на кротост и на Христос може да кажа. Ми текнува камшикот, ми текнува во храмот, пердашење, расчистување, ајде трговци и ченч. Тоа е во прво што ми доаѓа на ум. Но идејата е овдека сосема поразлична. И текстот вели вака. Суштината на кротост, суштината на оние со кроток дух. Првенствено вика таквите луѓе треба да ја знаат вистината. Може да се ставите во состојба, ние говориме во наш контекст, кога ја имате вистината и ја познавате одлично целата вистина. Прва работа. И втора работа, кога ги имате одговорите во разговор на се она што ќе ве прашат во однос на вас. А од другата страна, поучувате некој, самата слика кога дошол некој да го поучувате, и тој некој многу пати се случува најголемите кавгаджи, најголемите, како би ги рекол, луѓе кои што се знаат, у суштина, ништо не знаат. Ги немаат овие два елемента. Не ја познаваат вистината. Ја немаат вистината во она која што говориме, нели, во овој контекст. И ги немаат одговорите на прашањата за вистината. Ова се нарекува да имаш
да имаш голема моќ. Моќта не случајно овдека говориме пред месеци со минатата влада имаше еден слоган дека знаењето е сила, знаењето е моќ. И јас се смея, викам, кој им го состави слоганот, бидејќи е влечено до овдека. Да имаш моќ, ако сакате обратно, значи тоа. Моќните луѓе имаат знаење во својата област, стојат исправено како мастери, како мајстори. И нема од што да се плашат, нема од што да стравува. Меѓутоа, да бидеш кроток и да имаш кроток дух, оваа моќ треба да биде контролирана. Оние луѓе кои што имаат такво знаење, оние луѓе кои што имаат одговори во нивниот контекст, таквите луѓе, таа нивна моќ знаат да балансираат и знаат да контролираат. Ете, за ваква кротост ни говори овдека текст. Еден познат проповедник вели дека нема професија во светот што има поголема моќ од проповедникот. Зошто? Бидејќи проповедникот ја има силата на животот и на смртта преку словото. И 26 стих вели и да се ослободат од мрежата на ѓаволот кој го уловил живи, за да ја исполнуваат неговата волја. А 25 стих претходно рековме да имаат таква кротост при проучувањето и оние, особено кога се противат. Но многу најголемите кавгаджи, кажав, се луѓе кои што не многу се начисто со знаењето, нели, и со одговорите. Немаат таква моќ. Обично оние кои што немаат таква моќ се кажуваат што треба и како треба да се прави. И оние никако што се противат, та не би ли им дал Бог покаяние за да ја познаат вистина. Имаме една улога и со ова е последниот стих 26. Апостол Павле го советува Тимотеј и му говори дека имаме обврска, ако најотворено кажам, за да може луѓето, оние кои што се противат, за да може да дојдат до некакво покаяние. Имаме одговорност, велиме, стручно да се конфронтираме. Многу е полезно, многу е добро конфронтацијата. Во кој контекст? Ние многу пати по црквите велиме сме како едно семејство. И таа е вистина. И самата црква сме составени од семејство. И многу пати сме, ако бидам чесен, си прогледуваме едни на други низ прсти. Ајде да не се навредиме. Ајде да не дојде до некакви непријатности. Таквото нешто не води кон никаде. Текстот вели дека би требало со голема љубов. Многу е полезно и нема друг начин, вели, дури и да се протива. Па да бидам самокритичен и мене кога ќе ми кажат работи на некој што не му се допаѓа, кога ќе ме конфронтира, не ми се допаѓа. Кој сака сега да му говори некој што кај тебе не е добро. Нели аргументирано говори, не просто не ми се допаѓа нешто. Ти не ми се допаѓаш, па ништо кај тебе. Не, аргументирано. Но словото вели, добро е во љубов. Добро е да најдеме начин да седнеме и да се конфронтираме, да кажеме, кога да земам, смеам жена ми за пример. Да кажем, теги, не ти е добро тоа. Колку и да се лути, тоа е единствениот начин, вели овдека словото. Дури и да се протива. Нема друг начин, вели, како да дојдат до покаяние.
И таа е вистината. Ние многу пати како луѓе малку си се заборава. Тераме, ако никој не опомене, ако никој не конфронтира, да седнеме, нели? Здраво, аргументирано, во љубов, да кажеме, чекај, вака беше, вака, не е добро. Зошто не е добро? Не е добро. Нити за ако се сакаме. Така вели слово. Ако не се исправиме пред проблемот, нема како вели, та не били Бог им дал покаяние. И тоа е единствениот начин да кажам, да, тешко е, сум погрешил, ќе се покајам пред Господ, ќе се покајам пред црквата, ние се молиме нели на секое собирање, па многу од нас се покајуваме за измината недела, искрено, честно, од срце. Ова е многу здраво, само што ние, можеби и тоа е со духовниот растеж, да треба едни со други, да си кажеме тоа што не е добро, на место за да можеме, како што вели, пак ќе кажам текстот, да се покајаме. Бидејќи, вика, таквото нешто завлекува и да се ослободат од мрежата на ѓаволот кој ги уловил живи, за да исполнуваат неговата волја. И по кој знае кој пат, кој ќе речат, нели, црно и бело. Да, или си под капата на Бог, или си под капата на ѓавол. Или исполнуваш и му служиш на Бога, или исполнуваш и му служиш на ѓавол. Нема трета опција да не се залажуваме дека има нешто помени. И овдека, дури во оригиналот вели како зашеметени се. Зборот е вика како човек после пиење са вајлего, како мамулу. Такви се луѓето. И се вклучувам јас, такви сме луѓето. Може поточно. И затоа многу пати се забораваме. Ако го имате в предвид сега целиот овој контекст што толку мене ме воодушевува, завршивме со овие метафори, ќе видите дека основата е да се држиме до вистината, а за да се држиме до вистината, треба да се држиме до Божјото Слово. Да сакаме секојдневно, повторно ќе речам, не да го читаме, да го изучуваме, да размислуваме на него, да бараме единствено така Бог ќе го променува нашето срце, нашите мисли, нашата воја и се она што следи. И треба да бегаме од празни муавети, треба да бегаме од излишни, Бош велиме, нели, чаршиски муавети, него да бидеме конструктивни, да бидеме темени. Зошто? За да бидеме употребени од Господара, да бидеме садови кои што ќе бидат употребени и ќе бидат за почест. Да може да застанеме како вистински мајстори на својот занае и без срам. Пред него да кажеме, да, ова е мојот труд, да, ова е мојата сработена работа, најдобро што може. И завршува со тоа, треба во љубов, тебе со добрина, каков треба да биде тој кроток дух, кажа. Ке ве негирава, ке се расправа, Словото вели, треба да ги истрпите, бидејќи ке вас е моќта, ке оние кои што е моќта. Тоа е таа контролирана моќ. И завршува со тоа, треба во љубов, треба во разбирање да се конфронтирате. Здраво е за заедницата, здраво е за нас како семејство, здраво е како Христова невеста и црква. Ја многу пати, скоро си разговарав вчера со Јана, со внуката моја, секој се лути, дури она 12 години, ако и кажеш нешто противно, ако се почувствува дека е тоа карање, може да биде мирно во љубов се, никој не сака да му говориш и да го исправаш. Јас си викам, секој пат треба да знаеш и во спортот и во животот. Можеш да се поправаш само преку укорување. Нема поправање без укорување, ако се ти вика, браво многу си тоа. Не. И на спорт сега да одеш, нас ни вика се што не е добро, за да го направиш добро.
Не е страшно, ако пак ќе кажаме конструктивно, и не е страшно ако е аргументирано да се конфронтираме за доброто на сите. Бог да ве благослови, да ви даде една благопријатна, велам, седмица.